Почитувани гледачи, следува магазин Здравје. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам за вниманието. Во наредните 20 минути ќе говориме на тема крвна слика. А мој гостин и соговорник во студиото на магазин е доктор Билјана Јовановска-Димитровска, лекар по општа медицина во ординацијата Халк Мед. Доктор Јовановска-Димитровска, добар ден. Ви благодарам што одвоивте време и што сте дел од денешното издание на магазин Здравје. Ви благодарам и јас на вас. Честа да сум присутна тука. На почеток, зошто е важно испитувањето на крвната слика? Па видете, испитувањето на крвната слика практично представува еден параметар со кој што се прави увид на општата здравствена состојба на пациентот. Во многу случаеви се прави како дел од нормални рутински анализи за да се види превентивно докаде сме со сопственото здравје. Кај пациенти кои што се со хронични заболувања се прави за да се види дали има екзацербација на хроничното заболување и генерално да се откријат инфекции, различни токсични, дали организмот е под влијание на некои токсични супстанции, дали функционираат внатрешните органи нормално. Во основа тоа се грубо кажано. Така, освен рутинско испитување како што се вели народски, при кои состојби најчесто избраните лекари препорачуваат да се направат лабораториски испитувања? Истите состојби заради кои што пациентите се обраќаат кај еден лекар и кога бараат помош од типот на кои што се водат за акутни, како што се покачена телесна температура, гадење, повраќање, тоа се во основа состојби кои што ни алармираат дека нешто се случува со организмот, меѓутоа решението за да се направи една крвна слика е решение кое што се носи врз основа на повеќе фактори, не само кога има некој симптом. Така, докторка, кои се основните параметри кои се испитуваат за да се утврди моменталното здравје на пациентот, односно граѓанинот? Кога мислиме на крвна слика, кога треба да се направи крвна слика, имаме во предвид два фактори, односно два вида на анализи. И кога ќе кажеме дека правиме крвна слика, практично ние правиме го проценуваме хематолошкиот статус, односно ги проценуваме цврстите елементи во крвта и биохемиски анализи. Хематолошкиот статус или хемограмот ни кажува каква е состојбата на тие цврстите делови од крвта, како што се еритроцитите, односно црвени крвни клетки, левкоцити, кои што ни се индикатор за присуство на различни воспалителни процеси, тромбоцитите, исто така диференцијалната крвна слика која што ни дава увид во целиот за состојбата на организмот и постојат исто така и на индекси, тромбоцитни индекси или еритроцитни индекси кои што ни опишуваат како изгледаат црвените крвни клетки и ни даваат увид дали има анемија или некое друго нарушување. Има и доста други параметри, можам да се движам надолу кога ќе погледнеш крвната слика, значи прво се поставени овие анализи, потоа надолу се биохемиски, значи испитуваме во таа комплетна крвна слика триглицериди, во биохемискиот статус практично маснотиите во крвта што се вели. Да, гледаме исто така уреа, креатинин, серумско железо, тромбоцитите ги напоменав, седиментацијата, ЦРП-то, тоа се генерално првите работи кои што се прават кога кажуваме основните параметри. параметри. Докторка, тука ќе ги покануваме и нашите гледачи, почитувани, доколку имате прашања за денешната моја гостинка, доктор Билјана Јовановска-Димитровска, лекар по општа медицина во Халк Мед. Може слободно да се јавите на добро познатиот телефон 0231165566. Денешна наша тема е крвната слика. Докторка, убаво ги набројавте основните, ги наведовте основните параметри во кои се составен дел од едно испитување на крвната слика, меѓутоа има ли пациенти, односно граѓани кои доаѓаат и бараат, така да се изразам, да им се испита се? Како проценувате вие? Во еден сегмент рековте дека врз основа на симптомите, но и општата состојба на пациентот, тогаш одредувате што е потребно да се направи за да и вие се уверите и да имате на некој начин доказ со каква терапија да продолжите. Да.
Да, има пациенти кои што најчесто тоа се пациенти кои што се помлади, кои што подолг период не направиле никакви или не го посетиле својот лекар и кои ќе дојдат сега доктор, ќе дојдов да се проверам, сакам све да направам. Меѓутоа, тоа се за почеток значи само комплетна крвна слика, евентуално може да го прошириш ако сакаш да направиш рутинска анализа, да го прошириш и ЦРП да додадеш на тие анализи да се додаде ЦРП и седиментација. Меѓутоа, се значи многу. Тоа се зависи од симптомите и исто така одлуката што друго додатно треба да се направи, значи ја прави лекарот врз основа на промените или евентуално колку има нормален изглед крвната слика. Според тоа и според симптомите се додава дополнителни се, значи повеќе од 200-300 анализи, јас како бројка карикирам, кои што се апсолутно непотребни. Голем дел и не се потребни. Да, апсолутно се непотребни. Да. Така, докторка, убаво рековте, млади доаѓаат, докторка, како сакам се да ме испитувате, меѓутоа, доколку се во добра општа здравствена состојба, на колку време се препорачува да се прави една општа проверка на крвта? Односно лабораториски испитувања, рутински лабораториски испитувања. Па одговор на тоа прашање можам да ви дадам. Прво, пак се зависи од одговорот е индивидуален. Значи, зависи за каков пациент станува збор. Во принцип, зависи и од која животна фаза сакаме да направи, во која животна фаза е пациентот, например, колку години има. Дали има хронични заболувања? Да, дали има хронични заболувања некој. Значи, ако не го познаваме пациентот и го гледам прв пат, секако дека, нели, за да ми се доразјаснат некои ситуации, ќе направам. Меѓутоа, ако станува збор за хроничен пациент, сигурно ќе биде тоа почесто, барем еднаш во годината, може и уште почесто да се прават анализи ако следиме некое заболување. Да видиме каков ни е ефектот од терапијата. Ако станува збор за пациенти кои што се 18 до 35, каде што се очекува организмот да е релативно млад, каде што има добри компензатори, да, витален, нема симптоми, тогаш дури и 4 години да поминат од кога нема да направи. Како некоја заедничка, да речем, ајде, константа која што би можело да биде годишна проверка на крвната годишно слика. Е сосема доволно. Да, и зависи ако е бремена жена, се прави на триместар. Да, поредовно. Зависи што сакаме да направиме. Значи, во принцип, матичните лекари прават имаат тромесечни цели. Тоа е еден протокол кој што е прифатен и на национално ниво и општо ние го практикуваме. Се прави крвни или лабораториски анализи за да се направи проценка и да се процени ризикот, да, за некои кардиоваскуларни бубрежни заболувања. Да, незаразни заболувања. Точно така, и кога го правиш се внесуваат параметрите и се добива одреден скор, се прави проценка на ризикот според тоа дали е нисок, висок ризик, тогаш проценуваме што понатака и дали дополнително нешто да направиме. Значи, одговорот е за некој пациент... За секого индивидуално. Индивидуален, да. Так, едноставно речено. Да ги слушнеме прашањата и од нашите гледачи. Почитувани, во програма сте, повелете. Дали се слушаме? Ало? Ве слушаме, господине, повелете, во програма сте. Добар ден. Добар ден. Прекчера правев крвна слика. Така, железото ми е многу високо, 30,8. Така. Само толку? Само железото ви е високо? Да. Пред 3 години правев операција на главата и се качи железото. Каква операција на главата? Да, доктор. Се споја притисоците, паднав и натрешно крварење има. Така. Да не станува збор за исхемичен мозочен удар. За хеморагичен се извинувам. Или не? Да, во ред, господине, доколку имате, докторка, прашање, може слободно. Видете, железото е параметар кој што јас, кога правиме крвна слика, може би нема да биде задоволен гледачот со одговорот, меѓутоа кога се прави крвна слика, не може само врз основа на еден параметар, серумското железо ми е високо и ајде сега да поставиме диагноза. Можам да ви кажам дека железото може да се покачува во најразлични ситуации, кои што може да бидат, да кажеме, некои вродени причини, може да биде заради земење на некои додатоци, кои што се за покачување на крвта, може да се одраз на нарушена функција на црн дроб. Значи,
потребно да се Повеќе околности согледаат зависат. повеќе околности и сега пациентот треба да ми е тука, да има комплетна анамнеза, за да можам да кажам Да, зошто. но и да ги споредите Значи, јас би му останатите препорачала параметри, да да. се обрати на својот лекар, да се видат други дополнителни параметри кои што го опишуваат хематолошкиот статус и после тоа да се направи проценка зошто е така. И на што да се Обично внимава кај машката на кој? популација серумско железо често пати се случува. Може да е пушач, може да има хронична белодробна болест. Значи, многу некоја се состојба ситуациите, која го да. поттикнува Тоа ќе треба да го тој разјасни сегмент. гледачот со својот лекар, со Така, со дополнителни избраниот анализи и со анамнеза дополнително. Така. Доколку имаме следен гледач, почитувани во програма сте, повелете. Дали се слушаме? Режија, дали имаме гледач на линија? Повелете, во програма сте. Јас сум втора поред ми Да, рековте. вие сте наред, господјо, повелете. Добро. Ве слушаме, повелете. Во програма сте. Докторке, ве слушам. Јас сум анемична 3 години. Добро. Ве слушам. Да, и ние ве слушаме, меѓутоа ќе мора да го намалите ТВ приемникот за да не се слушате самата себе си и да може подобро да комуницираме. Продолжете со вашето прашање и излагање. Аха. И Господјо, доколку сте се уште на линија, повелете, кажете за каков проблем станува збор? Да, режија ќе ве замолам следен гледач, доколку воспоставиме подобар контакт со гледачката, повторно ќе ја вклучиме. Доколку имаме следен гледач на линија, во програма сте почитувани, повелете. Добро утро. Добро утро и до вас. Имав во бременоста повишени, покачени дедимери, вредности на дедимерите. Примав терапија со клексани, меѓутоа не се намалуваа нешто премногу. Откако се породи пред 5 месеци, правев исто крвна слика по 40 дена по породувањето. Беа покачени исто над горната граница. Меѓутоа не примам терапија сега моментално. Дали се опасни во овие вредности, дали... За која вредност станува збор, господјо? Па 1500 беа. Так, за време на бременоста. Колку време има поминато од кога... 4 месеци. 4 месеци. 5 месеци, јас сум веќе Со се породи царски пред рез 5 или нормално месеци. породија? Немам направено сега крвна слика последна правев 2 недели по породувањето. Можете да поставите слободно под прашање. Видете, Со царски рез? Да, дали беше со царски рез и ако независно. Со значи. царски рез, со Да. царски рез. Дедимерите се протеински фрагмент кои што се покачуваат, например, и при многу физиолошки состојби како што е и бременоста. Сега има и во бременоста кои што се параметри вредни, веројатно се консултирала пациентката со својот гинеколог и они најчесто носат проценка дали ќе треба да прима клексани или не. Исто така и оперативниот зафат е на причина заради која што ги покачува и нормално дека на организмот му е потребно да време за да може да ја регулира Да се таа стабилизира. состојба. И затоа не треба да се паничи, нити пак толку многу да се зема, да се прави Толку анализа редовни, на дедимери. Тие да- стана во тренд Да. околу ковид пандемијата, Апсолутно, да. ама не само дедимерите, значи треба да се испита комплетно, значи коагулациони фактори, фибриноген, значи сите тие параметри кои што ја опишуваат коагулацијата на крвта, додатни анализи, за да може да се направи проценка Јасна дали да слика зема. да имате вие, Мислам лекари. дека нема простор за паника, затоа што сепак е во ран период породилен и дека... Так, нема доколку зашто имаме да се и следен гледач во програма, почитувани, вие сте наред, повелете. Добар ден, Добар ден и до вас, повелете. поздрав. Јас сум на 53 годишна возраст и редовно правам крвна слика, проверувам. Пијам Росвера, а вкупниот холестерол ми е 4, а триглицеридите никако не можам со Росвера да ги симнам, секогаш ми се 4-5. Дали е тоа нешто опасно? Так, во ред, господјо, дали имате некоја хронична состојба, некоја... Па и шекераш сум, имам Так, притисок, меѓутоа, зошто, не знам, шекерот го одржувам со таблети.
и нормален ми е, меѓутоа сакам да прашам триглицеридите ми Да, се еве секогаш докторкава проблем. сака да ви постави под прашање. Бидејќи не се гледаме лично, сакам да ве прашам нешто во врска со начинот на исхрана кој што го имате. А триглицеридите представуваат дел од сликата за метаболизмот на мастите и обично се покачуваат точно кај пациенти кои што имаат покачен шеќер во крвта и може да се должи на некое наследно заболување, меѓутоа најмногу сведочат за внесување на Од животинско масти, од животинско... не на тестенини. Тестенините. Кога повеќе се јадат тестенини, освен другите нарушувања, ако правиме муабет за хигиено диететски режим и килограми, дали килограмите... Да, можете да кажете како, дали практикувате Здраво. Јас воопшто не режим. јадам леп, значи. Ако јадам тонус, не јадам леп. Така? Добро, не е Јадам цел... нормално Не е чорби, целта да не тоа. јадете леп, треба и да внесувате пак и јаглехидрати, меѓутоа да не Па се... еве веќе година дена го јадам тонусот и некако ми одговара. Физичка и активност подослабен. исто така. Да, и физичка. 7-8 кила имам симнато. Меѓутоа, вредноста на... Шекерот, вредноста на шекерот, дали ја држите во норма? Шекерот знае да биде 5-ка, 6-ка, седмица. И Го колку... одржувам шекерот со таблети амарил, пијам и глукофаж. Меѓутоа, со триглицеридите ми е проблем. Никогаш не можам 4-ка, 5-ка. Дали е тоа нешто опасно? Ме плаши. Па сега, Така. Во ред секако ќе добиете совети како да постапите. Ви благодарам за вашето јавување во денешната емисија. видете, нема зашто да се загрижувате кога процесот веќе на ослабување веќе пациентката го започнала, сигурно веќе и се консултира со интернист. Може дополнително да направи консултација со интернист во врска со начинот на кој што треба да се однесува. Предпоставувам дека треба и дополнителни анализи да се направат за да се види други, не знам други фактори, дали е пушач или не е пушач, затоа што исто така и пушењето Да се го најде зголемува сегментот тука зошто не се симнуваат треба триглицеридите. дополнителен анамнестички Консултации и податок дополнителни и испитувања. Така, докторка, да се вратиме на денешната тема, да ја финализираме крвната слика. Меѓутоа ме интересира дали имаат навика македонските граѓани да одат на превентивни прегледи кај избраниот лекар и често да си ја проверуваат барем најмалку еднаш годишно. Не морат на 3 месеци тоа тромесечие со целите кои го споменавте. Ние ги повикуваме за Така. тромесечните, да. Да, но мислам дека пост-ковид малце посериозно и дури мислам дека и претеравме со правење на крвни слики. Но одговорот за она во ординација колку ти доаѓаат превентивно мал е процентот, нема многу голем процент. Мислам Така. дека дури и халкметите имаме направено неколку настани кои што се во насока на подигнување на свеста дека ако не чувствуваш симптом, еве не мора да биде крвна слика, ама можеш да измериш шекер, можеш да измериш притисок, затоа што возраста во која што организмот може да балансира е кога ќе надмине, да кажеме 40-50, веќе се јавуваат симптоми, тогаш е касно. Добро е да се прават превентивни слики, меѓутоа општ печаток ми е дека се уште не е на тоа задоволително ниво. Но од друга страна, докторка, има пациенти кои имаат влошено здравје, но не можат да дојдат до избраниот лекар, а не се во живото загрозувачка состојба за да повикаат брза помош. Токму за ваквите случаи, како ординација, започнавте еден проект Твој доктор дома. Во што се состои проектот и која е целта на овој проект? Вие одите кај вашите пациенти доколку се спречени да дојдат во вашата ординација? Да, апсолутно. Значи, целта на услугата Твој доктор дома е да пациентот добие услуга за здравствени прашања кои што го вознемируваат пациентот и во моменти кога другите здравствени услуги не му се достапни, значи тука не станува збор за матични пациенти, туку општо важи за граѓаните на територијата на град Скопје за сега. Значи сите здравствени прашања, сите пациенти кои што имаат хронични заболувања и во моментот нема достапен матичен лекар, состојбата во која што се наоѓаат не е ургентна, односно има ургентност, меѓутоа не е за итна медицинска помош, можат да го повикаат, затоа е смислена услугата Твој доктор дома.
И практично нашиот тим кога би дошол во домот на пациентот, на еден начин ја олеснува ситуацијата, ја намалува можноста ако е хроничен пациент да чека во ординација каде што има гужви, каде што се зголемува ризикот да добие некоја акутна, најчесто вирусни заболувања инфекција, да, додека чека во чекална. И тоа се случува во удобството на неговиот дом. Така, дома си е најдобро. Да, има ли интерес од граѓаните за оваа услуга? Да, има интерес. Мислам дека се уште не е... И за кои состојби најчесто се јавуваат и бараат твој доктор дома? Па истите состојби кои што се однесуваат во смисла... И во ординациите. И во ординациите, меѓутоа, кај и хроничните пациенти, еве конкретно, пошто ми ги кажавте како пример, многу му е тешко на еден пациент кој што има 2 до 3 хронични заболувања, кој што веќе не ни може да вози како што треба, да се обрати и да направи доматичниот лекар да стигне, а најчесто им текнува на луѓето или пак добиваат симптоми покасно и сега тоа е практично моментот кога уствари твој доктор дома може да му се обратат на Халкмед за услуга, да добијат услугата твој доктор дома. Тоа е една од ситуациите. Сите граѓани кои што, да кажеме, немаат време, сакаат да добијат примерна здравствена заштита и проценка на нивното здравје, практично преглед во удобство на нивниот дом. Сите кои што немаат здравствено осигурување и оние што имаат здравствено осигурување, апсолутно може да не се обратат. И тимот на твој доктор дома практично прави проценка дали има ургентност да пациентот се обрати на повисока установа, дали може тој проблем да се реши во рамките на неговиот дом, а состојбите се кажавме акутни заболувања, најчесто респираторни инфекции, уринарни инфекции исто така, хроничните заболувања ги кажавме први, кога има екзацербација на хроничниот момент, кога има потреба од помош и сите останати ситуации кои што ви викам бараат ургентност и проценка, меѓутоа не се заитна медицинска помош. Тоа е тоа. Да, ви посакувам уште многу успешни и задоволни пациенти, успешен проект. Ви благодарам за одвоеното време и ве очекувам да бидете повторно дел од Магазин Здравје. Многу ви благодарам. Почитувани, тоа беше доктор Билјана Јовановска-Димитровска, лекар по општа медицина, денешен мој гостин и соговорник во Магазин Здравје. Одиме со реклами и се враќаме повторно назад во студиото.